Хрватска ги бойкотираше продавниците и бензинските пумпи поради превисоките цени за стандардот што го имаат граѓаните во оваа земја од Европската унија. Во ланецот на реакција се надоврзува и Босна и Херцеговина, каде што се најавува бойкот и на кафулињата и на рестораните. Србите исто така бойкотираа, меѓутоа тој нивен бойкот има и политичка конотација и затоа малку е во еден сегмент само е поврзан со ова за кое што зборуваме. Македонци, добро утро. Гостин во Македонија наутро. Да, професор Синиша Нумовски. Професоре, која е пораката што се испраќа со овој бойкот? Добро утро. Најнапред, благодарам за поканата. Да, ја пратев ситуацијата во Хрватска, тоа беше во петокот. Хрватската асоциација на потрошувачи има таква иницијатива, имаше таква иницијатива која се преточи во пракса, значи аплицира. Мислам дека пораката е символична и добра, иако е навидум темата за која што се соединија хрватскиве граѓани, надвор од политика е сепак контраверзна или да речам лоша, штетна по самите граѓани. А тоа се однесува на високите цени на продуктите во маркети и на како што кажавте вие, бензинските станици при точење на гориво. Но од друга страна, ако гледаме, ниту Хрватска, спомнавте вие, соседна земја, не е, но е во состав на бившите јуз земји, ја чувствуваме блиска, иако е членка на Европската унија веќе 10 години. И Хрватска, и регионално, и целиот Западен Балкан е во онаа фаза каде што вие имате ковид криза, последователно други кризи, криза со заришта, и целиот овој регион има криза со и тоа беше на еден начин критиката на Сдруженијето на потрошувачи и кон нас. Еве, ако се ставам се у Хрватска, паралела хрватскиве аналитичари цело време на еден начин покажуваа кон јавноста ублажување на коментарите кон кризата. Или на крајот на криштата ублажување на ефектите дека тоа е увезена. И точно е, сега се враќам на тезва, таа е увезена. И заради тоа ефектите во хрватската економија се такви, ефектите и кај нас се такви какви што ги гледаме. Просто би било прашањето 1000 денари дали вредат исто во 2019 и сега. Еве, пред ковидот и после пандемијава 2025 сме сега, после 5 години можеме да замислиме која е таа трка со вредност на стоковите резерви. Да избришеме 1-0 на илјадарката. Знаете како, ајде да им кажеме на гледачи со поинакви реченици, да не бидам сега многу макроекономичар, досаден да не имаме критика. Како колегиве во Хрватска, нели? Кога имате вбризгување на свежи пари во економијата, а тие пари не сте ги одработиле продуктивно, така? Сите ќе имаме право и моќ, не само метафорички, не само тројца граѓани, него ќе можете 10 да купат кашкавал. И сега кашкавалот во маркетите веќе нема таа понуда. Се губи. И кашкавалот е надмину или е подценет наспрема паричните вбризгувања во економијата. И тоа е она кога ќе кажеме, ние со зборовите криза на страна понудата или оне синџири на снабдување. Згора на сето тоа војната во Украина, војната во Газа која замира и тоа сето тоа донесе до криза на тие енергенција. Ако енергенција ви поскапуваат, тогаш сите елементи вградени во цената на шинење поскапуваат. Но од другата страна мораме да признаеме се ова е една страна на инфлацијата со која се бориме. Да. Таа беше 20 и ако не се лажам, ние често јавно говоревме двоцифрена, не само кај нас, Хрватска особено. И во време на ковидот 22 година беше двоцифрена и кај нас, некаде околу 16%, 17 чинам. Сега ја сведуваме на ниво на околу 3,5%. Целта и на Европската унија, еве, Хрватска е членка на Европската унија, и на сите земји, вклучително и на американската економија, со новата администрација сега на Трамп, е да ја сведеме инфлацијата на глобално ниво, секаде на ниво на 2%. Тоа нема да биде ниту лесно, ниту брзо, туку очекувањата се некаде во 2026 таа инфлација да биде стабилна. Иако претходно беа очекувањата и во втората половина на 25. Што сакам да кажам? Не може да се гледа само на една страна. Од другата страна, зошто мислам дека ваквиот символичен потек на хрватските Сдруженија на потрошувачи е добар, бидејќи мора да го видиме и профитот на сите тие компании кои работат во трговијата со широки стоки. Значи, иако маргините, како што кажуваат, сега ние не работиме во таа индустрија, иако маргините се ниски, така велат, на крајот профитната маргина, профитот на сите компании во годишните извештаи покажува континуирано зголемување. Тоа значи дека можеби на еден начин треба алтруистично да влеземе во целава постапка и на еден алтруистичен начин да може сите да помогнеме
во стабилизирање на економијата. Секој ако гледаме за своја страна, тоа ќе биде резултатот каков што е. И затоа би рекол символичен е потегот на хрватските, добар е, символичен, бидејќи не е политички. Кај нас не очекувам таков потег, бидејќи ние во понеделник ќе дојдеме кај нас. Ќе дојдеме до кај нас, тоа, добро. Ајде, кога сме веќе и кај профитот, па и кај символичниот начин, зборувавте за ефектот кој што го има од оваа реакција и на граѓаните. Добро, ако парите не беа потрошени во петокот, ти нема да се потрошат во сабота, во недела, сепак станува збор за храна. Мора да јадеме. Тоа го кажав, тоа сакав да го кажам, благодарам за прашањето, символичен е начинот, но е пораката важна. Парите ќе бидат потрошени, да, но на еден начин вие им ставате до знаење како потрошуваш дека и вие сте алка во целиот процес на монетарни движења. Дека сме тука присутни. Да. Е добро, што може да значи за економијата на една земја борбата на инфлација, ваквата непостојана економска релација? Купуваме, не купуваме, продаваме, не продаваме. Како што кажав и претходно, при секоја глобална криза, тоа не било само сега, и во 2008, ако се сеќавате и претходно во криза со нафтените и така натаму, кризи 70-тите години, па и претходно и така натаму. Секоја глобална криза предизвикува ефекти кои брзо не можете да ги стабилизирате. И тоа беше и со кризата кога ние сопревме. Ке се сетиме, нели? 20-та година целата економија сопре, целиот свет сопре и така натаму. Од вбризгувањето на тие пари, на еден начин, тоа беше и резултат за неможноста тие пари да ги одработиме. Ако вие имате лоша структурна поставеност, а ние имаме и нашава земја, и целиот Западен Балкан, каде што самите не можеме да се обезбедиме храна, производство на храна, од друга страна не можеме да ги снабдиме капацитетите со енергенси, и тоа е одговорот зошто имаме ваква состојба каква што има. И вие имате се членки на Европската унија, земји каде што имате ниска инфлација во време на кризата, која беше актуелна, каде што имавте висока инфлација во некои земји, а во некои други земји, истите членки на Европска унија, инфлацијата беше многу пониска. Тоа кажува дека различната продуктивност има различен ефект врз таквите кризни состојби. Ете, тоа е реперкусијата и кај нас. Ниска ни е продуктивноста, колку и да имаме критики од друга страна, дека тоа во Германија е 4 до 5 пати повисоко, да, и платата е повисока во Германија, но кај нас работиме 4 пати помалку колку што германскиот работник тоа го прави во... Ова се податоци на Светска банка. Ајде сега почнавте споредби да правите, ајде да ги споменеме кога нели зборуваме веќе за сами да си произведуваат храна, колку е слична и колку е различна оваа реакција со италијанците кои што кафе и тестенини конзумираат дома кога цените порасна, односно вие ги споменавте сега реакцијата на германците за цените на... Ги оставија возилата на улица, на автопат, ги оставија кога беше зголемена цената на горивото. Да, европските граѓани или членките на Европската унија имаат побрз крик при една криза. Тоа кај нас не е својствено. Најбрз крик. Моментален крик. Исто и кај американската економија, само што доаѓам од таму в некој месец дена, добро имав прилика да ја впијам американската економија, граѓанство, живот. Но она што американциве ги прави различни од нас, би рекол, тоа се начинот на потрошувачката. Во Америка мора да има обрт. Имате нивоа за секоја висина на капацитет на плата на население. Секој просечен, па и ако сакате и сиромашен Америка, мора да троши. Тоа движење ја предвижува ефтината нафта, ефтиниот газ, тоа некако кај нас во менталниот склоп ние сега да видам поинтересен за гледачиве поинаку. Ние секогаш велиме и кризно било време, криза ќе биде и така некако сме навикнати. Сите времења се кризни, и кога е тивко и кога е мирно е кризно, кризниот потенцијал се постои. Немаме друг начин, ние како аналитичари кои се ставам се у таа позиција, ниту како алатки на монетарци нема брза реакција. Вие за да имате брза реакција и да има граѓаниве ефекти, јас често и во економски емисии тоа го дебатирам, ево и кај вас, треба да имаме раст најмалку од 5%. Со раст најмалку од 5% ние реално ќе ги осетиме ефектите и на инфлаторните притисоци, и на вакви кризи, и на еден начин секој еден граѓанин, освен ние што тоа го континуирано прераскажуваме монетарно со слични или навидум идентични реченици, би имало и реален ефект. Што друго може да се реагира кај нас? Со 2% раст годиниве на нас, тоа е премалку за да можеме да го осетиме. Како можеме да имаме раст од 5%? Само со внесување на странски директни инвестиции
и со лобирање кај пријатели, кај и лично и билатерално и било како на државните менаџери кои што гледаме дека го прават во насока на внесување на странски директни инвестиции. Не можете поинако. Видете го, еве источниот свет, кинескиот граѓанин. Кинескиот граѓанин пред 20 години земаше $300 плата, сега зема $3000. Тоа се ефекти од внесувањето на огромни странски директни инвестиции од дисциплината во економијата. Американската економија од секогаш имала добар стандард. Добро, дали во Македонија, сега кажавте дека нашата реакција е бавна. Меѓутоа, дали имаме критична маса која што може да реагира? Сега не повикуваме никого на протест, ниту пак осудуваме некого кој што бойкотира, кој што решил дека така треба да се однесува. Дали Македонија има критична маса да размислува авангардно и да размислува за, еве не мора да е авангардно, меѓутоа дали има критична маса да реагира за она што му се случува на народот што живее тука? Внимавајте, реакцијата на еден потрошувач, бидејќи ова е слободна понуда и побарувачка на пазар. Зборуваме за отворено општество, нели, демократија, кој колку сака може да зголемува цени. Понудата и побарувачката на пазарот ја формираат сами цената. Но она што може потрошувачот, еве и добра иницијативата во Хрватска, надвор од политика, бидејќи тука и политиката би била заинтересирана. Оставаме настрана, ова е чиста економија. И политиката би била заинтересирана, бидејќи ние сме некако научени секогаш државата да ја бараме кога има одреден циклично поработување на пазар. Да, државата никој не велиме дај што може да ја дадеме на држава, така сите бараме да заобиколиме на еден начин и данок и слично. Менталниот склоп ме прашувате, така? Да. Бидејќи сум сметководител, финансиста, контролер, знам овие 20 на години што сме не поминале. Сите бараме да платиме помалку данок, а од другава страна бараме државата, мајката да ни даде повеќе. Не може тоа така. Нема таква. Ако сакате германската економија да ви даде бесплатно, мора да платите даноци, така? Сега проблемот е тука каде одат тие даноци, тоа е проблемот. Добар е крикот на секој еден потрошувач во Хрватска, а со тоа е добро и да го овде да се направи еден таков символичен ден, бидејќи мислам дека фокусот, како што и спомнав претходно, треба да биде и профитите, нето профитната маргина на компаниите во тој дел каде што штрекува. Мислам дека ако профитите ви растат, не приходите, тоа значи дека вие на еден начин имате поголема заработка од претходно која било пред ковид пандемијата. Зошто го кажа? Пред кризната состојба, ако покажува помал профит од сега, тоа не значи дека покачувањето на влезните трошоци ви креираат поголеми или поголемите влезни импути на трговските стоки ви креираат поголеми приходи, така? Ако набавите вие од производство еден продукт влез, излезот ако е поголем на ниво на влезните трошоци, тогаш и приходот ќе биде поголем. Но ако го видиме профитот, тоа значи приходите минус расходите, тогаш профитот ќе покаже дека вие повеќе заработувате. Тука го гледам хрватскиот крик, како символично покажување и некако сите мораме да се бориме бидејќи нема регулатор, влада, институција што може да влијае врз цениве 100%, бидејќи цените се формираат слободно. Ние можеме да понудиме продукт и од другата страна, но овој период на трка, мислам дека највеќе се чувствува во земјите во развој, а еве и во хрватската економија, бидејќи таму сериозно беше удрена економијата во однос на туристичките капацитети. И тие ефекти полупразни беа. Но да не заборавиме уште еден факт, вака на крај Хрватска имаше избори, така да тоа не е баш и неполитично, ако мене ме прашате, само што заврши избориве. Да, меѓутоа, може ли некој политичар во денешно време да ги предизвика сите граѓани да делуваат подеднакво? Не, може да предизвика, ако ние сега направиме една кампања, заедно можеме да го иницираме тоа сега, зависно која е еластичноста на граѓанството да влезе и да... Ние не сме толку еластично граѓанство, сега тоа дали е добро или лошо не знам, претпоставам ако си политичар ќе биде добро, но во оваа ситуација, оваа тема е добра за дискусија, бидејќи е пораката дека и ние граѓаните сме учесници во тоа слободно делување на пазарните цени. Да кренеме два прста дека сме тука. Благодариме професоре што утро бевте во Македонија наутро, тука некаде ја завршуваме да, благодариме. Темата.